Господине Талат, почитувани пратеници, господине премиер, подолг период не сум застанал овде, но ќе почнам каде што вие завршивте. Вие рековте за да победиме на избори. Нашата критика во однос на она што вие го работите е точно за ние да победиме на следните избори. Затоа и се надевам дека критиката од наша страна ќе ја сватите позитивно. Ваше е да работите како власт, а наше е како опозиција да критикуваме. Во тој контекст сакам да напоменам една работа. Во мојата професија, кога нешто се прави заради уметност се вика лар пур лар. А во вашиот случај сега, промената на неколку министри се вика промена заради промена. Според мене. Ќе ме прашате зошто, ќе ви кажам. Овде не чув никакво образложение зошто ги менувате луѓето во вашиот воведен збор. Но затоа ќе се потрудам јас да ви кажам известни мои образложенија за некои министри. Велите дека вработувањето било многу големо, велите дека се покачувале платите, велите дека пензиите се покачувале, дека имало капитални инвестиции и така натаму економијата цветала и блескала. Тогаш не гледам причина зошто да се смени господинот Тевдовски. Но има други луѓе кои треба да се сменат. Например, министерот за надворешни работи. Еве него да го спомнеме. Тој пред извесен период овде ни викаше дека ние сме били искомплексирани и му било срам. За да сега во скоро време вели јас не сум историчар, јас сум политичар. И јас не можем да кажем дали Гоце Делчев е македонец. За разлика од него, неговата колешка од Бугарија е и политичар, и историчар, и хронолошки проследувач на сите настани тврди обратно. А нивните пратеници во Европа, покрај тоа што се од Бугарија, па и европски пратеници, велат дека ова било Бугарија, не било Македонија. Дури денес, господинот Борисов вели дека Гоце Делчев бил бугарин кој се борел исто како Че Гевара за Куба, а бил аргентинец, односно се борел за Македонија. А подпишавме договор за пријателство. Но, мислам дека треба тоа да се смени. Второ, треба да се смени министерката за правда со оглед на тоа што се ни се случуваше по судовите и се она што, поради што сме и критикувани. Господинот за земјоделие, велите си отишол сам заради требало да биде генерален секретар на партијата и така натаму и така натаму. Но, ниеднаш не спомнавте за дебаклот со зелките, за дебаклот со јаболката, за сегашниот дебакл со праските и така натаму. Значи, не е земјоделието само плаќање на субвенции. Значи, треба да има и нешто друго. Треба да се работи и да се овозможи пазар за истите тие. Има многу работи за кои треба да зборуваме. За култура да не зборувам. Човекот си направи тоа што си направи, еднаш пробав овде да зборувам за тоа, си отиде и се остана така, кога јаги некои измени ќе имало, надзорната комисија се прекина, зошто не знам, но имајќи во предвид вашата отвореност и вашата заложба да бидеме инклузивни и транспарентни, некако не вроди со плод. Благодарам. Благодарам.